Неправдите врз Македонија и македонците со децении се тема за која се расправа како за ниту една друга европска нација. Македонија два пати стигна до целта, но остана без трофеи. Ќе ги добиела тогаш кога ќе го реши прашањето со името, што според официјална Атина подразбира не само промена на уставното име, туку и откажување од македонскиот идентитет. Дека Атина има проблем со македонскиот идентитет беше јасно, гласно и официјално кажано уште одамна. You insist on identifying yourself with a name that is characteristic of a geographical area and belongs culturally to Greece, we really cannot proceed to recognize such an identity. Во 92 е пропуштена златна шанса Македонија да стане членка на Обединетите нации под уставното име, тврдат денес некои политичари. Вела тогашната власт намерно го пропуштила рокот од неколку месеци и не поднела апликација за членство заедно со земјите од регионот Словенија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Наместо тоа велат нејасно е зошто македонската власт се сврта кон тогашната Европска заедница, а сега Унија. Како последица на тоа Босна, Словенија и Хрватска станаа членки на Обединетите нации само еден месец пред донесувањето на фамозната Лисабонска декларација, со која Грција стави крај на шансата Македонија да биде членка на меѓународна организација под уставното име. Во оваа зграда грчкиот премиер Мицотакис на лидерите на Европската заедница им наметнува најцврст став против признавањето на уставното име за во завршната декларација од самитот да стои. Се отфрла секаква можност земјата да биде признаена под името Македонија. Македонското раководство се врти кон Обединетите нации, прифаќа нацрт резолуција на Франција, Англија и Шпанија во која се предлага прием во Обединетите нации под името поранешна Југословенска република Македонија. Во април 93 Обединетите нации со резолуцијата 817 и одобруваат влез на Македонија под референцата ПЈРМ. Председателот Глигоров со став: времената референца ќе се употребува само во Обединетите нации и ќе важи само 2 месеца. Времената референца ќе се користи се додека не се надминат разликите. Поразителен податок соопштен при приемот на Македонија во Обединетите нации. Иднината запечатена, или ново име, или останува фирум за секогаш. Во меѓувреме паѓа владата на Мицотакис. Неговото место го презема Андреас Папандреу, татко на актуелниот грчки премиер Јоргос. Новиот премиер ги прекинува преговорите во Обединетите нации и прогласува трговско ембарго кон Македонија. Ембаргото ја втурна Македонија во времената спогодба од 95-та со која се нормализираа односите со Грција. Македонија се обврзана промена на знамето и дел од уставот, а обврска на Грција беше да не го блокира членството на Македонија во меѓународните институции, доколку тоа се случи под времената референца. Деценија и пол откако ја потпиша Грција, грубо ја прекрши времената спогодба. Поветото за членство во НАТО јужниот сосед го блокираше и стартот на преговорите за членство во Европската унија. Смените го името и идентитетот во замена за членство. И директно му го кажат на Папандреу, јас му рекол, тој во наредните 100 години со такви барања и услови нема да најде влада која што ќе му ги прифати. Денеска додека во Македонија се гради, во Грција се руши и пали. Македонија е уникатен модел за мултиетничко општество. Грција земја со најголем порас на внатрешниот тероризам во светот зад Ирак и Авганистан. Македонија одлично се справи со економската криза. Јужниот сосед пак посегајќи по тук, речиси го загуби својот национален суверенитет. Индискиот филозоф Руми рекол: не тагувај, бидејќи се што ќе изгубиш ќе ти се врати во поинаква форма. Денес уставното име Република Македонија е признаено од 127 земји, што представува повеќе од 60% од земјите членки на Обединетите нации.